Министерството за надворешни работи и надворешна трговија спроведува операција за евакуација на македонските државјани од кризните подрачја на Блискиот Исток. Министерот Тимчо Муцунски информира дека институциите работат со полн капацитет и дека целта е до средината на оваа седмица безбедно да се вратат во државата сите граѓани кои побарале помош. Тој посочи дека веднаш по ескалацијата на безбедносната состојба во регионот бил воспоставен постојан кризен систем. Преку кризен штаб и дипломатско-конзуларните представништва се одржувала 24-часовна комуникација со македонските државјани со цел нивна навремена и организирана евакуација. Според Муцунски, евакуацијата од Израел веќе успешно е реализирана за сите лица кои изразиле подготвеност да ја напуштат државата по копнен пат. Дел од граѓаните биле евакуирани со владиниот авион преку Шарм ел Шеик, додека за други било обезбедено враќање со комерцијални летови со помош на дипломатско-конзуларните представништва. За едно лице евакуацијата ќе се реализира штом се создадат безбедни услови. Во Обединетите Арапски Емирати веќе е реализиран лет со 151 патник, меѓу кои имало и странски државјани. Во оваа земја во моментов се евидентирани околу 430 македонски државјани. Во текот на неделата се планирани уште 2 лета од Дубај. Министерот информираше дека дел од пријавените лица не се појавиле на аеродромот пошто амбасадата контактирала со други граѓани од листата на чекање за да се искористи капацитетот на авионот. Дополнително во Доха се евидентирани 162 македонски државјани, од кои 89 изразиле подготвеност за евакуација, додека во Кувајт, Бахрейн и Саудиска Арабија се пријавени помал број лица. За нив е планиран организиран транспорт до Ријад, од каде што ќе следува директен лет кон Скопје. Муцунски нагласи дека при евакуацијата приоритет имаат жените и малите деца, како и лицата кои престојуваат во овие земји туристички и немаат постојан престој. Тој додаде дека услугата за евакуација нема да се наплаќа, бидејќи државниот систем е создаден за да им помогне на граѓаните во вакви кризни ситуации. Министерот упати апел до граѓаните кои имаат потреба од евакуација, се уште не стапиле во контакт со надлежните институции и тоа да го направат што е можно побрзо. Воедно предупреди на ширење непроверени информации и дезинформации во медиумите, нагласувајќи дека тие можат да предизвикаат паника и да ја поткопаат довербата во институциите.